Добар ден, почитувани гледачи. Од 1 мај започна запишувањето на првачињата во нашите 5 основни училишта во градов. Секој училиште ги нуди своите можности пред родителите за токму кај нив да го запишат своето дете, таму да го стекне своето образование. Денес разговараме на оваа тема и започнуваме со највисокото основно училиште во градов, тоа е училиштето Свети Климент Охридски, а ќе разговараме со првиот човек, неговиот директор, господинот Јордан Пуровски. Добре дојдовте во Лупа. Добре најдовме. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на оваа емисија и на оваа телевизија. Основно училиште, но највисоко, по местоположбата. Навистина имате една убава локација за училиште во една природна средина, каде што нема многу метеж, ниту сообраќај, барем од таа страна сте навистина заштитени. Токму така. Така. Највисоко училиште и по местоположба и по останати работи што ги нудиме. Ние веќе оваа година ги нудиме, односно како единствени работи кои ги нуди нашето училиште, бидејќи веќе станува препознатливо по работите што ги нудиме. Покрај тоа, значи, едната од тие работи што веќе ја спомнавте, ја нудиме, значи, и безбедната локација, еколошката средина и нормално, значи, тука учениците се најбезбедни, значи немаат никаков метеж на сообраќај, знаеме, значи, каде ни се наоѓа точно нашата местоположба. Покрај тоа веќе нашето училиште официјално од 1 мај започна со уписната политика, така да значи веќе бевме и во градинките каде што ги запознаваме родителите за условите што ги нуди нашето училиште. Започнуваме со нудење, нормално веќе сме препознатливи со едносменското работење. Стануваме значи училиште каде што родителите веќе односно сега доаѓа таа генерација на помлади родители каде што веќе тој услов е веќе неопходен. Бидејќи знаеме работното време на денешното работно време е различно, значи не е до 14 часот, веќе е до 15, 16 и 17 часот, така да тие дечина кои ќе дојдат кај нас на училиште по завршување на наставата, автоматски имаме и продолжен престој. Во продолжениот престој си имаме 2 оделенски наставнички кои што ги подготвуваат за наредниот ден, си ги завршуваат домашните обврски, прават прошетка. Во самото училиште имаме и спортска сала, трпеза, значи све ние тука и во зимски, во летни услови, значи имаме вистина прекрасни услови каде што децата си го поминуваат од најмалата возраст своето време. Тоа го Кога само да ве потпрашам, кога станува збор за целодневниот престој, многу родители прашуваат дали тоа дополнително се наплаќа. Значи како е кај вас тоа регулирано? Јас знам дека нема никаков надомес за тоа, но сепак за широката јавност. Да појасниме дека воопшто нема никаков надомес, значи е бесплатно. Веќе од оваа година имаме значи вработена во нашето училиште, која што не е веќе на договор на дело, односно веќе си е вработена од дел од колективот и е преку цела година вработена, односно е вработена од Министерството за образование и наука, значи под буџет на Министерството за образование и наука. Тој продолжен престој значи функционира баш онака и мислам како што го имаше замислено првобитно Министерството за образование, поради просторните услови кои што ги имаме заради едносменското работење. По завршувањето на наставата дечината се прифаќаат, ги обработуваат сите своји работи, има значи тука слободна сала, трпеза, сала за приредби, двор, бидејќи останатите ученици до 1:35 завршува и 7-миот час, така да цело школо, цело училиште му е на располагање со сета своја опрема. Па исто така сега веќе размислуваме по барање на, значи треба да направиме една анкета каде што можеби ќе понудиме продолжен престој за време на летниот период, бидејќи гледаме дека барањето на родителите имаме неколку барања што веќе го затекна на тоа прашање и доколку има доволен број, значи доколку има над 5-6 дечина, веќе би организирали таков продолжен престој за време на летниот период, каде што ќе се врши повторување, ќе се припремаат учениците за наредната учебна година со цел во текот на цело лето или можеби последниот месец, август пред почеток. Планирано е во текот на цело лето, освен делот значи каде што ќе бидат дадени колективните одмори за сите вработени, што не е законска обврска, значи периодот од кај 15 јули до кај крајот на јули, значи тој период не би било офатено, но од почетокот, значи после 10 јуни до 15 јули, од 1 август до почетокот на учебната година и нормално после со самата учебна година би се продолжило. Исто така мислиме дека по оваа идеја ќе бидеме исто така единствени, значи ќе биде прво училиште што ќе се надевам во Македонија прво училиште што
излегува во пресред на родителите и мислам дека сепак за нив ќе бидат од големо значење. Интересна идеја, мислам дека од подавна тлее, ама еве сега можеби ова лето ќе се реализира. Покрај тоа што ќе може да го повторуваат материјалот, сигурна сум дека децата кои што нема каде да бидат грижени во летниот период, тука ќе си го најдат своето место, ќе се спои и корисното и убавото. Значи, убава можност, рековме, нуди училиштето таква локација и такви имате перформанси кои што може да ги искористите и во летниот период. Дали сте размислувале покрај деца од вашето училиште тука да бидат згрижени од другите училишта? Дали може да се направи некаков таков договор и да се прошират рамките? Да, не, значи сме размислували стриктно, значи тоа ќе биде само за нашите ученици, значи што се учениците, за останатите може да си ги префрват учениците во нашето училиште, бидејќи покрај тие услови, значи може да ги користат и останатите веќе спомнативи услови што ги кажавме. Покрај тие услови исто така, значи што нудиме како училиште, во нашето училиште има 7 технички персонали, значи 7 хигиеничарки, каде што исто така и хигиената ни е на многу високо ниво. Кај нас, значи, тоалети и останати работи се чиста на секои 3 часа, значи во 7 часот наутро, после 9:30, односно после големиот одмор и во 12:30 после завршувањето на наставата, зборувам за оделенска настава, додека во предмет на 13:30. Значи, тоа друго исто така што е многу важно за родителите е и обуката на наставниците, што секоја година, значи, во текот на една година имаме минимум две интерни обуки за самиот наставен кадар, кој што подоцна веќе имаме и правиме и ретроспектива што е добро, што е лошо. Висока опременост, веќе ова година се набави што еден LCD проектор, печатари за подрачното училиште во Дајлан и веќе стануваме, значи, каде што имаме висока технолошка опременост и исто така, значи, мора да се пофалиме и со малата оштетеност на компјутерите, односно веќе скоро да кажеме дека и немаме оштетување на компјутерите, освен некои ситни, значи, глувчина или тастатура доколку и со самото време веќе стануваат потрошен материјал. Како стоите со нагледни средства, бидејќи од кога се внесе во наставата Кембриджот, значи овој начин на изведување на настава, потребни се поголем број и поразлични нагледни средства од порано. Дали веќе ги имате сите набавено, како сте на тој план? Значи, тоа постојано набавуваме, значи, кај нас функционира со помош на активите. Значи, активите кои ќе се посебно деленскиот актив, која ќе се одржи состанок, значи тие записници ги праќаат до мене, значи ти со конкретни барања. Така што број 1 доколку е наведено некои барања се повторуваат, најчесто, значи ги набавуваме тие, но сепак тука и се доста иновативни наставниците, значи гледаат и кои средства што ги имаме да се искористат. Значи најлесно е да речеме немаме, ова не можеме да го сработиме или ни требаат некакви си посебни услови за да биде сработено. Ние ги гледавме програмите, значи секој наставник може да си најде соодветни ресурси, дали рековме, значи од капачина, графчина, чкорчина, но нормално и некои работи каде што веќе од година за година да не му представуваат, значи да му станат издодевни на учениците тоа да го носат па да почнат да не го носат. Најчесто набавуваме соодветни материјали каде што би му било поинтересно, така да и при вклученоста во проективе кои што самото училиште добива во текот на годината, значи на 4-5 пати, значи добиваме некои донации во однос на дидактички материјали. Најчесто тие работи многу често ги наоѓаме. Така. Сега, директорите на училиштата треба да бидат и добри менаџери, за да можат сето тоа добро да го усогласат, да го синхронизираат и во колективот, но и другите работи паралелно да ги водите, затоа што треба да се приберат средства, да се одржува училиштето, да се надополнува она каде што нема. Локалната помага, но знаеме колку се незините можности. Од каде се црпите средства? Значи, дали сте аплицирале со некои проекти, кои од нив сте ги добиле, што ви е она приоритет што ќе биде во иднина, значи како стоите на тој план? Така, да. Во однос на средствата, значи наоѓаме, менаџираме, најмногу сите училишта што бараме, најчесто дограма во училиштето, тоа е на поголема инвестиција, каде што е во изработени проект и за нашето училиште, знаме дека и за останатите училишта, така да, значи, со тој проект аплицирам и до сите амбасади што ги имаме пратено, но најчесто бидејќи станува збор, значи веќе за 40.000 евра и повеќе,
не оди толку лесно, значи не оди само прати го проектот и веќе се добива, така што ние си бараме, не е до толку до трајна до грамата можеби во сите училишта, но мораме да бараме за да добијаме. Во однос на другите, најчесто ги добиваме тие мали проекти што се значи до 500 евра, значи има повеќе проекти што сме ги добиле, веќе ние сменавме и чешмите, имаме поставено во сите тоалети временски чешми, исто така се смена осветувањето во спортската сала, се постави кај нас. Лето осветување, започнавме со промена на подот во предметна настава, значи се поставува ламинатен под, значи и тоалетите исто се стадува веќе за прв пат и WC школки во тоалетите, бидејќи најмалите ученичина не се веќе научени, но и гледам дека и во градинките чучавците веќе лека по лека се isfrваат, па ние веќе ставаме комбинирано. Значи ти тоа се направи така да се наоѓаат средства, но за покрупните повторно ги правиме проектите, ги подобруваме и повторно аплицираме. Так. Господин Поровски, поради местоположбата на вашето училиште, вие сте на некој начин обврзани да им обезбедите и превоз на децата, кои што доаѓаат од другите делови на градов, затоа што сепак училиштето не е можеби многу оддалечено од центарот, но фигурацијата на теренот е таква што не можат посебно помалите деца да доаѓаат пешки и оние кои што се од Кошиште и Далјан исто така го користат тој превоз. Како тоа ќе биде регулирано во наредната учебна година? Да, значи веќе законска обврска на секој училиште да има организиран превоз за сите ученици кои што се оддалечени повеќе од 2 километри, бидејќи во нашето училиште доаѓа, значи, а по реонот спаѓаат во нашето училиште од Далјан, каде што оддалеченоста е повеќе од 2 километри, значи за тие ученици се организира превоз, значи тој превоз што е организиран секоја година си функционира и учениците безбедно си доаѓаат на училиште, па подоцна по завршувањето на наставата повторно ги враќаат од одредените точки на преземање на учениците. Дали се плаќа некаков надомест или тоа го има регулирано училиштето? Да, значи тоа е веќе и законска обврска на тоа, значи тие средства ги плаќа локалната самоуправа, така да превозот и во останатите училишта каде што учениците кои што припаѓаат во реонот, значи мора да му биде обезбеден бесплатен превоз. Какви се условите во дисперзираната паралелка што имате во Далјан? Во Далјан, значи условите се добри таму, значи таму имаме значи од прво до петто деление, секоја година гледаме значи што можеме да набавиме од технолошка опрема со цел да не бидат значи различна реализацијата на настава во централното со подрачното училиште. Така да сега во наредниот период е планирано да се набави еден LCD проектор за во тоа училиште и мислиме дека условите се значи задоволителни. Со цел значи таму се има доста и пријатен амбиент во тие училници, самите наставнички се доста иновативни, значи се ошарани, поставани, мислам да има еден секој дете кој ќе влезе и родител има еден таков топол печаток во тоа училиште, но исто така и таму мораме да напомениме безбедната и прекрасната местоположба. Тоа училиште се наоѓа до самиот кеј на Охридското езеро, значи има и спортско игралиште и вистина мислам дека покрај наставниците и учениците уживаат во таа околина. Тука. Многу се битни меѓучовечките односи во која и да е институција, а посебно во образованието, затоа што работите со една суптилна категорија, тоа се децата. Ако немаш добар пристап кон децата, тогаш не можеш да очекуваш возвратно дека тие ќе дадат некаков резултат. Дали е тоа во делот на воспитувањето или во делот на образованието. Како стоите тука? Знам дека добро сте екипирани со кадар. Дали нешто ви недостасува? Доаѓаат ли наставници од другите училишта? Се дополнуваат фонд на часови? Па имаме, значи, како и секој училиште, имаме, значи, што доаѓаат и други наставници што дополнуваат часови во нашето училиште. Но во секој случај екипираноста во нашето училиште мислам дека е одлична. Ние веќе стануваме и препознатливи кај родителите по тоа што воедно ги разбираме и родителите, и учениците, и родителите сакаме, значи, кога ќе дојдат во училиштето да се чувствуваат како своји, значи, училиштето го чувствуваат како своји, па секој родител кој ќе биде дојде е топло пречекан, се разговара со него, значи, ќе му се понуди кафе, ќе седниме, ќе разговараме, значи, има доста родители кои што ќе ги понудат своите идеи, својата помош, ќе кажат одредени недостатоци, па веднаш после тоа најчесто свекуваме и наставнички совет, доста работи се решаваат и на активите, на сите активи што ги имаме во училиштето, така да мислам дека и тоа е еден голем напредок, па подоцна правиме исто така, тоа е задолжително, но правиме на реална самоевалвација,
каде што сами се оценуваме и гледаме кои недостатоци се на училиштето, ставаме поголем акцент на тие и постојано, значи, си измислуваме, да речеме, некои нови работи со цел да се придвижуваме, не застануваме, значи, на тоа што го имаме постигнато и не се споредуваме со останатите. Значи, секој пат земаме, значи, пример од некои европски училишта, каде што сме ги посетили, значи, доста сега ни е близко и технологијата, значи со интернетот можеме да видиме многу училишта, како се организирани, што недостасува, што е добро, па најдобрите работи ги крадиме, ги имплементираме, па се надеваме до сега сите што ги имаме поставено, значи работи се, мислам дека во добра насока се поставени и се задоволни родителите, наставниот кадар и нормално учениците. Така, едно доста важно тело, а и доста активно во училиштето Свети Климент Охридски е и Советот на родители. Значи, се одржуваат редовни средби, се дискутира на разни теми, се донесуваат некакви решенија, кои што потоа вам ви се, значи, како директора и на персоналот ви се пласираат, па тука исто така се наоѓа некое решение. Советот на родители веќе функционира одлично, мислам дека ние сме пример како училиште што Советот на родители веќе пред 3 години си отвори своја сопствена сметка, каде што сите донации, значи, за училиштето и продажни акции, најчесто училиштата имаат продажни акции, тука, значи, средствата се собираат и Советот на родители ги уплаќа на својата сметка. Па подоцна, значи, доколку ни требаат средства за помагање на ученици, значи, кои што ќе одат на екскурзија или било други, значи, надпреварувања, било кои други работи, каде што се од социјална политика, значи, ученикот, значи, се социјално родителите послаби или невработени, не може да си платат, значи, тоа е и дискретно, значи, сепак тие ученици не се читаат пред Советот на родители, туку си имаме посебна процедура, каде што одредени представници ги знаат и ги уплаќаат средствата од екскурзии за било кои работи што се потребни. Покрај тоа, значи, имаме и доста, значи, родителите осетија дека кај нас во училиштето, доколку дада некоја идеја може да се имплементира, па на тој совет на родители се разговараат вистина конструктивни, имаме конструктивни состаноци, каде што целта е да го напредиме училиштето и да го подновиме со било што. Значи, дали тука ќе бидат акции од фарбање, молирисвење, значи, имаме различни структури на родители, сите се желни да поможат, а тоа се надевам од наметнатата политика која што има училиштето да ги доближи родителите до училиште и веќе знаеме и за наредната година имаме на богата агенда што треба да работиме заедно со Советот на родители доколку го сработиме сето тоа и во тоа ќе бидеме, мислам, единствени, ќе бидеме повторно пример за останатите. Уште кратко ќе ве прашам за како е регулирана исхраната, па малку ќе се одмориме од разговорот за училиштето со рекламниот блок и потоа ќе продолжиме малку за состојбите воопшто во образованието. Значи, кај вас веќе е регулирано тоа со исхраната на дечињата, вие имавте ваша собствена менза, но се трансформираше во различни периоди. Сега ова година знам дека имате договор склучено со Житолеп. Значи, како одат работите, дали сте задоволни од тој договор? Така, значи во последни можеби 8 години веќе сите училишта ги издава, значи тоа го издаваме, значи просторот, односно кујната со цела апаратура. Тоа беше оглас објавен во јануари и се издава за период од 1 година, каде што како домајќини ни на училиштето, тој што ќе земе кујната, значи таа фирма треба да ги задоволува одредени услови, значи од ХАСАП системи, значи прво и најважно ни е безбедноста на храната да биде од реномирана компанија, односно кој што може и чистотата и од тие услови што ги имаме дефинирано, а кои си според правилникот на МОН да бидат задоволени. После тоа веќе исхраната станува дел од самата фирма понудува до учениците, значи веќе тука ние како училиште делуваме преку Советот на родители, значи Советот на родители, односно родителите се тие кои што ќе кажат дали е добра исхраната, како. Кои што ќе одберат. Да, но сепак во тука, значи, мислам и во самиот град, пресудна е цената. Значи, ние имавме, нудиме и топол оброк, односно секоја компанија досега има понудено топол оброк, но заинтересираноста е помала, бидејќи цената е повисока. Кај нас се уште постоја, значи, мислам по мои добро што постоја, значи, баби и дедовци, каде што децата дома после си имаат таа храна, за разлика од посетата во Скопје, што бевме, таму веќе околу 80 до 90% од учениците, значи, не му представува се со топол оброк и да плаќаат на 1500-600 денари, значи не му представува
проблем. Кај нас имавме понудено со минимум 5 учесници, значи 5 деца да се хранат. И при тоа цената, мислам, пред 2 години беше 1800 денари, така да не се собра таа бројка од минимум 5, каде што би се организирала таа исхрана. Но секоја година го правиме тоа и доколку има заинтересирани, сега се почесто се прашуваат родителите, нормално за здрава исхрана и за топол оброк, па може би ќе имаме над 5 учесници, доколку имаме веќе ќе може да се самата фирма да организира таква исхрана. На самиот почеток од емисијава сакав да ве запрашам зошто токму во вашето училиште да се запишат првачињата. Еве веќе вие кажавте доста работи за тоа, но имаме уште нешто за во вториот дел на емисијата, малку ќе ве одморам со реклами. Компанија Камепром Охрид изведба, изработка и монтажа на алуминиумски и ПВЦ профили, прозори, гаражни врати, алуминиумски ролетни, огради и огради од ковано железо. Решение за вашите летни бавчи и тераси и за стаклување на балкони. Камепром Охрид, препознатлив квалитет. Телефон 075 433 335. Ексклузивна понуда 3 милион врши продажба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба 3 милион поранешна Стружанка Струга и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. 3 милион. Ние го градиме вашиот сон. Осмиот добитник на Рено Клио од големата наградна игра на Гранд Кафе Отвори и вози е Јани Илиевски од Куманово. Гранд Кафе сам пија и Рено Клио сам добија. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Евана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Акцијска продажба на алат во Кармен Бау Центар. Овој месец Кармен Бау Центар продолжува со акцијските попусти на рачен и електричен алат. За секој купен алат од артиклите на Мимонт или Топекс добивате 15% попуст. За Рехау, Топекс или Валери градинарски алат добивате 20% попуст. За секој купен електричен алат од артиклите на електромашинен или метабо добивате 15% попуст, а на графите или верто 20%. Акцијскиот попуст на Кармен Бау Центар ќе трае до 15 мај. Јас сум дете мало меченино, нуда нешто природно и фино. Нови вкусни кашички за сите срикни малечки. Лино, мојата прва лажичка. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храна и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано,
квалитетно и здраво. Биокосмос. Родители, побрзајте! Уписите во основното училиште на коледжот Јахја Кемал во Скопје и во Струга се во тек. Докажаниот квалитет на коледжот Јахја Кемал е гаранција за иднината на вашето дете. Пуровски ни помина малиот краток одмор. Продолжуваме ние со нашиот разговор. За сите оние кои што можеби подоцна се вклучија во емисијата, една промоција на нашите основни училишта со цел што поголем број да се запишат првачиња токму кај нив, но со оправдани факти и причини, точно. Значи, вие кажавте дел од ниво првиот дел на емисијата, нешто ќе кажеме сега и во вториот, зошто токму во училиште до Свети Климент Охридски. И сите сакаме една убава средина за нашите деца, каде што ќе може да си го стекнат и своето образование, но и да добијат и воспитување, затоа што, како велиме, првично дома, на втор план може би улицата, ама тука некаде и училиштето. Значи, на вистина, многу важен фактор за да се изгради една целосна, комплетна личност. Сега, вашето училиште има и уште една специфичност. Кај вас постои една паралелка каде што учат дечиња кои што се со посебни потреби, значи дали се со некаков ментален или физички хендикеп, и добро функционира ова паралелка. Имате некои новини за подобрување на условите за овие деца. Еве сега да ни кажете токму за што станува збор. Така, значи во нашето училиште постојат 3 паралелки за ученици со посебни образовни потреби и имаме вкупно 3 дефектолози кои што работат со тие ученици и се добро обучени, сите се со искуство и вистина постигнуваат, имаме доста задоволни родители кои што своите дечиња ги носат токму во овие паралелки. Кога сме ке тоа, значи имаме една новина веќе од наредната недела, веќе и официјално тоа што го најавуваше владата, значи за дефектолози со инклузија. Ние сме едно од двете основни училишта во градов, каде што ни се имаме можност, односно аплициравме, ни се даде можност да вработиме дефектолог со кој ќе биде вклучен во инклузивна настава. Значи тоа вистина со работата на во паралелките, значи е една новина и едно мислиме дека во нашето училиште ќе има уште еден плюс услов каде што имаме вистина такви децина каде што има некој си проблем во текот на образованието и тој дефектолог сега ќе може да присуствува на наставата и да работи со тоа дете. Сега моментално самите наставници се изработуваат доколку има таков ученик во одделението, се изработува програма како би сработила и со тој ученик, но и со останатите, но сепак тоа беше замислено посебно со оваа инклузивна настава, бидејќи најчесто можеме да се соочиме со ситуација каде што останатите ученици би можеле да бидат на еден начин запоставени, па имаме реакција од родителите. Сега со ова, значи, тој дефектолог ќе може слободно да си работи, ќе може да присуствува на час и да му помага на тој ученик или на тие ученици, но и по завршувањето на наставата ќе може да си работи со тие ученици. Мислам дека напредокот ќе биде многу побрз
и многу поголем. Така. Кој се е вклучен во реализација на овој проект? Во овој проект веќе ние како училиште сме носители, но беше вклучена владата на Република Македонија, каде што дозволи на таква бројка на дефектолози низ цела Македонија, па на наша среќа и нашето училиште беше избрано нормално за да може да работи со тие дечиња. Покрај тоа, за да му се подобрат овие услови, веќе постојано имаме и донатори, каде ще се донира одредена опрема, но со Црвениот крст веќе во завршна фаза е и сензорната соба, каде што за прв пат нашето училиште, но и во градов ќе имаме така сензорна соба, која што најмногу бенефит би имале учениците со посебни образовни потреби, но и останатите ученици од помала возраст. Е планирано во таа сензорна соба или таа соба каде што има повеќе визуелни ефекти, најчесто кога некој ученик ќе биде вознемирен, слободно ќе може во таа соба со дефектологот или наставникот или стручен соработник, психолог, педагог да влезе внатре и да за ученикот да се почувствува, односно да се смири. Тоа е првичната цел. Ова учебна година веќе е на самиот крај. Мислам дека може би не е ниту итно, ниту толку потребно токму сега да се пушти во потреба таа сензорна соба, но од наредната учебна година претпоставам дека веќе ќе имате. Па целта ни е од наредната учебна година се почне. За таа сензорна соба и ние како училиште веќе дознавме на средината од оваа учебна година, беше добиен проектот од страна на Црвениот крст преку Мировен корпус, па подоцна се собираше донација, се опреми, се изгради скроз нова училница за тоа. Со средствата што имавме некои хуманитарни акции и дел сега во завршна фаза ние уште ни требат од представници од Црвениот крст и од Мировниот корпус да дојдат и набавените работи што се планирани во таа сензорна соба да ги постават и веќе како што знаеме веќе при крај на учебната ќе фатиме на кратка ќе имаат обука наставниците, бидејќи и тие што апликантите од Црвениот крст, но и од Мировниот корпус се всушност и дефектолози, каде што веќе и имаат работено со сензорни соби, па ќе имаме на кратка обука и за нашиот наставен кадар, каде што би се обучил за работа со таа сензорна соба. Исто така се водат и некои контакти со Англија, таму имаме исто така професори од така наречените нивните сен групи. Се прави напор да може нашите ученици и дефектолози да извршат посета во Англија. Сега повеќе се разговара нормално дали како би се остварила целата соработка и нормално ние како училиште ностоп бараме тоа да биде бесплатно, да немаме ни со 50% на плаќање, доколку успееме во тоа да се посетат таму, така што подоцна би се вратили и наставниците, и родителите, и учениците сигурно збогатени со ново искуство. Да, така. Кога ја споменавте сега сензорната соба, ми падна нешто на памет, а претходно рековте дека ќе воведувате целодневна настава и преку летниот период. Дали може би во некоја поблиска иднина може да се воведе ваков целодневен престој за овие дечиња, затоа што знам дека нивните родители мака мачат, кога треба некаде да ги остават, затоа што нормално и тие имаат обврски, работни обврски и секојдневни други обврски, нема каде да се згрижат овие деца. Значи во градов немаме таква некоја установа каде би можеле да ги остават на сат, 2, 3, за да бидат згрижени. Дали можете и во таа насока и во таа цел да искористите таа соба? Да, но ние најчесто тоа повеќе би го оставили на Министерството за труд и социјала, каде што веќе односно лицата со посебни потреби веќе би се згрижувале некаде. Ние сакаме како училиште да се дистанцираме од згрижување. Ние сите ученици што ги имаме со посебни образовни потреби се според законот и може да стекнуваат одредени знаења и наставниците, односно дефектолозите, работат по програма што му е дадена од Министерство за образование. Ние за летото, доколку би направиле, повеќе би се освртнале за некој курс каде само во дете ќе има некои знаења, но би се дистанцирале од самото згрижување, бидејќи не ни нашата примерна цел да ги згрижуваме, односно да ние да вршиме образование на тие деца да се образуваат. Така да во однос на образованието би размислиле доколку има интерес, би размислиле би можеле да излеземе во пресрети за тоа, веќе бидејќи имаме веќе обучен кадар каде што
нормално со цел да се наредната учебна година за некои работи да се совладаат полесно, нормално можеби би организирале во текот на летото некои работилници или не знам како би ги нарекле во зависност од тоа што ќе произлезе од тие разговори да се има собере. простор за размислување, така. Сега пролетниот и есенскиот период се карактеристични по тоа што се реализираат голем број екскурзии. Што е кај вас сега актуелно? Дали веќе се поголемиот дел екскурзии реализирани или допрва ви следуваат? И тука имаме постапки, значи треба да се распише тендер, па да се најде најдобар понудувач и така натаму. Не е онака едноставно и лесно како што беше тоа порано. Па да, значи на нашето училиште веќе ги реализираавме сите предвидени екскурзии. Последно што се реализираше беше тоа екскурзијата за трето одделение, каде што учениците од трето одделение со наставниците беа на еднодневна екскурзија во Западна Македонија, односно во Скопје. Таа најпрво треба да се планира и сите останати екскурзии ги планираме во годишната програма, ги даваме за усвојување до Советот на општина Охридот, кога ќе бидат усвоени. Пред секоја екскурзија мораме да пратиме исто така до Бирото за развој на образование, да ни даде согласност за изведување. Одржуваме состанок со Советот на родители, да ни биде дадена согласност за изведување на екскурзиите, подоцна 60 дена пред реализација на секоја екскурзија, значи најмалку 60 дена мораме да одржиме училишен одбор, каде што и училишниот одбор треба да даде што викаме зелено светло, односно согласност за изведување, па подоцна се објавува, значи се бара согласност од родители дали првично би ги пратиле своите деца на екскурзија, откако ќе собереме над 50% согласности, веќе објавуваме јавен оглас во два весници, едниот на македонски, другиот на јазикот од поголемата етничка група каде што е во државава. Така да, откако тоа ќе ги собереме понудите, се прави комисија од родители, значи тројца родители може да биде тука и класниот, каде што се избира според понуденото, се барат најниската понуда и се избира таа што има најниска цена. Нормално, според условите што сме ги барале, па до сега можеме да кажеме во нашето училиште секој пат е одбрана најниската цена и мислам дека и најниска и во поширок дел, значи имаме најниски цени и за екскурзии и за останатите работи што ги бараме. Така да има на поголема процедура каде што мора да се испочитува. Значи не може од денес за утре да се планира една екскурзија, туку мора тоа да биде влезено во вашата годишна програма и да биде добиено согласност добиена од општината и од секторот за образование. Сега многу актуелна тема што е овој период и што сите ги тангира, сите сте со тоа преокупирани, и децата, и наставниците, и училиштата, и сите, екстерното тестирање. Дали сте подготвени? Немаше некои поголеми проблеми минатите години, но сепак секој ново екстерно и секоја нова учебна година е еден нов, да речам, условно проблем. Како веќе со најавата веќе првата година, вистина, значи како училиште бевме, така да речеме, постресно го доживувавме. Оваа година можеби уште не е дојдено сега, да речеме, денес за утре, но веќе сме поопуштени, бидејќи ги знаеме како функционира, ги знаеме дека работните места со компјутери не функционираат. Имаме веќе тестатори, наставниците биле повеќе пати, администратори од наставниците, значи ни се веќе повеќе години, секој ќе ја знае својата работа, што мислам дека веќе лесно се снаоѓаме. Комисија, значи исто така во месец, значи пред декември се прави комисијата за екстерно. Сите од комисијата си ја знаат точно задачата, како се добиваат тие списоци, се обработуваат, се лепат по кои ученици, кои деца ќе бидат, се истакнуваат, така да мислам дека веќе и сите училишта се влезени во тоа. Мислам дека нема да имаме... Стресот е намален. Да, стресот е веќе сме во рутина сте во рутина немаме веќе проблеми со тоа. Кога ќе бидат екстерните? Па екстерните официјално уште немаме, значи добиено официјално, но се надеваме, значи тоа година може да бидат и од 10 до 14 по завршувањето на учебната, но неофицијално последно што имаме добиено, значи дека ќе бидат после 5 јуни. Така. Сега вие сте и председател на активот на директори во основните училишта во градов. Генерално за самиот крај, но прашање, ево, да го слушнеме гласот на директорите преку вас. Како сте задоволни од состојбите во образованието во нашата општина конкретно? Така, значи, ние веќе често пати имаме, значи, контакти за сите проблеми, сме задоволни, значи, од индивидуално, ако кажеме, значи,
се соочуваме со проблеми, секој сака, значи ти како директор да направиш што повеќе во својот мандат, веќе ги кажавме тие работи, најмногу, значи најголемиот проблем е големи инфраструктурни проекти што сакаме, значи не секој пат дека се приоритетни, но секој како директори, тежнееме, едниот ако побара, друго, значи ти третиот ќе го побара истото и ако не му е потребно, значи тоа е една нормална појава кај мислам од човечка природа. Во останатото, значи комуницираме, разменуваме идеи од дидактички материјали, што е потребно. Многу сме организирани во размена на учебници, така да искрени во нашава општина тој проблем, јас ние контактираме со другите општини каде што имаат вистински проблем, бидејќи малце се доцни со испораката на учебници. Тука во едно училиште имале оваа година поголем број на ученици, наредната имаат помал и така да, значи таа размена, таа координираност ја правиме толку умешно што и родителите не ни осеќаат дека дека сте позајмиле од сме позајмиле од друго, иначе ќе треба некаде можеби некој пат и 3 месеци да го немаат тој учебник, така да мислам дека играме важна улога од тоа, од организирање за надпребари, консултации за екскурзии, училишни спортски настани и така натака, значи доста работи си ги организираме меѓу себе. Така. Ми рековте дека очекувате отприлика 60 на првачиња кои што ќе започнат во вашето училиште 2016-2017 таа учебна година. Тоа е една убава бројка за Свети Климент Охридски и задоволство е да се примети дека веќе имате тренд на пораст. Затоа што имаше години кога се кубуреше со бројот на деца, бројот на паралелките беше многу мал. Не е тоа, значи, недостаток, може би е и предност, но сепак навикнати бевме на големи паралелки и тоа ни беше малку чудно. Значи, еве годинава ќе имате еден голем број. Значи, нашата мотивација на колективот на сите вработени, сите заеднички работиме, но и јас како менаџер тука, што имаме континуиран раст на учениците, немаме воопшто осипување, можеме да кажеме дека кај нас ниеден ученик што е запишан кај нас или пак што почнал да учи кај нас на некој начин отпишан. Значи имавме пред неколку години отпишување каде што е веќе преселба во Струга или во Скопје. Значи немаме побарана ниту една педагошка мерка преместување на наш ученик, значи тоа нашето училиште Шучев да го преместиме во друго училиште. А и имаме голем број, значи во минатата година имавме, значи завршивме со плюс 15 кои што во текот на учебната година се запишале, тоа станува збори за можеме потенцираме одлични ученици и оваа година, значи 9-10 ученици имаме плюс што дошле од другите училишта, при тоа станува збор за одлични ученици каде што ги виделе нашите предности, нашата работа и мислам тоа е причината зашто и тие во текот на годината го избираат токму нашето училиште. Исто така потенциравме оваа година, ево според списоците и заинтересираноста, значи трендот за паралелките се зголемува, па таа бројка што ја испомнавме, нормално со подрачното училиште во Дајлјан. Кај нас и училиштето, значи оптимален број ни е од искрено од 16 до 20, значи максимум треба да се стремиме до 20, бидејќи тоа мораме да го појасниме, кај нас идеална бројка е 16 ученици, бидејќи едносменското работење долу имаме, значи преградени ученици, каде што ние 22 ученици не ни можеме во долните простори да го ставиме. Значи затоа некој пат и наша, кога ќе кажеме кампања завршува некаде со 36 ученици запишани, тоа е вистина дека завршува, тоа што ме малце полабави, дури се случува некои што не се од нашиот район да не можеме да ги примиме, нормално први ќе ги офатиме од нашиот район поради просторните услови, бидејќи ни е приоритет да останеме едносменски, бидејќи го гледаме сите европски училишта каде што сме биле, сега гледам некои од Скопје бараат проекти за да станат едносменско. Така. Да, навистина тоа ви е преднос и јас како родител ве поддржувам, задржете го тоа и нека и другите училишта. Сигурна сум дека и тие сакаат, но немаат просторни услови, но нека направат напори за да го следат тој тренд. Благодарам за учеството во Лупа. Идејата ми беше да го испромовираме вашето училиште. Ќе продолжам со овој циклус на промоции на другите училишта, се со цел да им дадеме една по широка визија на родителите, затоа што сега се во дилема можеби каде да го опуштат своето дете, бидејќи 9 години не е мал период и многу зависи од тоа каде ќе остекнат своето образование. Благодарам на поканата и сите родители кои што имаат првачина, може слободно да го, кои што ќе имаат идни првачина или имаат првачина или дечина, да го посетат нашето училиште,
Не мора ние викаме да го запишем, но да направиме на кратка прошетка и да им ги презентираме овие единствени услови што ги кажав, односно да се уверат во тоа. Да, лично да видат. Да. Така. Благодарам уште еднаш.